За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите пекиншка патка. За подготовка на ова јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи. Една патка од околу 2 килограми, една лажица кафен шеќер, една лажица зачин 3 чешниња лук, половина кафена лажица ѓумбир, половина кафена лажица чили, 6 лажици црвено вино, 125 мл соја сос, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребно време за подготовка на ова јадење е 1 час и 45 минути. На даската за сечење чешнињата лук ситно ги сечкаме. Исечканиот лук го ставаме во подлабок сад. Во садот додаваме ѓумбир, чили, зачин, кафен шеќер, сол, соја сос, вино и мелен црн пипер. Мешаме со лажица. Со лажица патката ја преливаме со мешавината од зачини. Во правоаголна тава за печење налеваме вода. Скарата од рерната ја ставаме врз правоаголната тава за печење. Ја ставаме патката на скарата. Потоа скарата со патката заедно со правоаголната тава за печење ги ставаме во рерна. Печеме 90 на минути на температура од 160 степени. Ја вадиме патката од скарата и ја ставаме на чинија за сервирање. Од тенџере на оган ги вадиме парчињата варени компири и ги сервираме на чинијата. Украсуваме со кришки лимон и листови зелена салата. Еден домат го сечкаме на кришки. Со кришките домат и гранчињата француски Макдонос ја завршуваме декорацијата. На крајот со црпалка, пекиншката патка ја преливаме со сосот од тавата за печење, која беше под патката во рерна. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени.